Епскиот криминал во случајот криминална империја се расплеткува на повеќе нивоа и открива сомнежи за сторен криминал повеќе од очекуваното. Според извори од истрагата, во случајот Крмзов, испумпани биле милиони од државната каса преку фирми на косовски државјани со измислени имиња преку фиктивен поврат на ДДВ. Обезбедени биле 2 камиони докази, а постои можност истрагата да стигне и до поранешната директорка на УЈП Сања Лукаревска, како и до поранешната директорка на Централниот регистар. Според информациите до кои дојде Алфа, за криминалот и за работењето на Лукаревска почнале да зборуваат и лица од внатре, дел од управата, па веројатно ќе се истражува дали и таа замешала прсти во криминалната империја. Инаку, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во последното негово интервју посочи дека МВР поседува докази за корупција кај довчерашни високи функционери, но не откри за кого станува збори, дали се поврзани со случајот криминална империја, но најави дека секој што се огрешил пред законот ќе се гони. Од секој еден за кој што имаме докази дека сторил криминал. Од секој еден кој што душмански го крадел својот народ. Не би можел да го открием тоа се. Има. Дали се во фаза на соодветна за процесуирање? Не. Дали има? Да. Претресите кои почнаа во четвртокот продолжиле и вчера во Струмица. Истражните органи влегле во уште 2 магазина на бизнисменот Крмзов, а меѓу главните дела за кои се товарат лицата под истрага е оштетувањето на буџетот. Само во еден случај биле прикажани 880 милиони денари за поврат на ДДВ. Крмзов, кој важи за близок на семејството на поранешниот премиер Зоран Заев, се сомничи за перење пари, дупли плаќања, незаконско постапување и даночни затајувања. При претресите во Струмица, Гостивар и Скопје биле пронајдени диаманти и документи за кои постои сомнеж дека се дел од милионската проневера. Претреси биле извршени во повеќе фирми, како и во домови на дел од осомничените, но и во познатата вила Парк во Струмица, локал за кој јавна тајна е дека зад него стојат Заеви, но официјално има друг сопственик. Во криминалите со кои се поврзува семејството Заеви е испумпување на пари од поранешната Евростандард банка, односно биле земани кредити и не биле враќани. Своевремено, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН обвини дека струмички фирми блиски до семејството Заеви, меѓу кои фирма на братот на поранешниот премиер Зоран Заев, не плаќале кредити во банката и така оствариле добивка близу 13 милиони евра. Инаку акцијата за случајот криминална империја за кој постојат сомнежи за повеќе кривични дела заеднички ја спроведуваат полицијата, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, УЈП во соработка со Министерството за финансии.